Издаштоста на регионалниот водовод Студенчица кој со вода ги снабдува Прилеп, Кичево, Македонски Брод, Крушево и неколку други помали општини е енормно намалена и изнесува под 600 литри во секунда. Во секој момент може да се појави огромна криза за вода. Од овие количини во зависност од денот, во Прилеп стигнуваат само од 135 до 220 литри, што е премалку бидејќи градот дневно троши над 400 литри вода во секунда. Прилепски водовод прави максимални напори со бунарска вода градот да нема рестрикции. А вечер, кога потрошувачката е намалена, граѓаните спијат, собираме вода во коморите и истата ја користиме во текот на денов за напојување на ниската зона на градот, додека високата зона, која што се напојува преку кружницата, тоа е цевка со диаметар фи 400, исклучиво преку ден целокупната количина вода што доаѓа од Студенчица е пренасочуваме во високата зона на градот. Прилеп има околу 25 бунари, од кои може да се добие околу 200 литри вода во секунда, а моментално се добиваат околу 60. Дополнителни 22 литри вода се добива од старите градски извори. Ја ставиме во употреба бунарската постројка Кишовица Орушица, а во овој момент ја приклучуваме и бунарската постројка Бегова ливада. Во исто време правиме припреми заради приклучување и ставање во употреба и во функција на бунарската постројка Кошарка. Според директорот Јанески, водата е хемиски и бактериолошки испитана и целосно била здрава за пиење. До нејзино заматување деновиве доаѓало поради тоа што се мешале водите од Студенчица и водите кои што во цевките влегувале од бунарите. Пред да ги пуштиме во употреба бунарите, најпрво вршиме исперување на истите. Секој бунар го опериме 2 дена, потоа подигнуваме примероци од бунарот и ги носиме во Центарот за јавно здравје. Пред да добиеме дозвола дека водата е исправна за пиење, ние бунарските постројки не ги пуштаме во функција. Водата е целосно исправна за пиење, меѓутоа нејзиниот квалитет во никој случај не е како квалитетот на водата од Студенчица. Се работи за заробување, тоа е за заматување заради мешање на водите и заробување на воздух. Знаете, ние водата од бунарите ја втеруваме во цевководот, каде доаѓа до мешање со водата од Студенчица. Иди до замотување заради мешање на водите кои што под различен притисок се студираат помеѓу себе. Од водовод апелираат граѓаните максимално да ја штедат водата и ветуваат дека барем за сега нема да има рестрикции. Но ако продолжи сушното време, никој не може да предвиди што ќе се случува во иднина со регионот каде има околу 200.000 жители и дали може да се случи вистинска катастрофа. Од Прилеп Дарко Штарговски за Сидел телевизија.